Добро вечер. Големите работи не се случуваат преку ноќ, но малите обични работи секогаш се плод на мигот на сегашноста. Почитувани гледачи, запуштаме емисијата Позитивни вибрации, една убава, интересна тема во емисијата последна во оваа година ќе биде со нашиот редовен почитуван господин Зоран Крстевски, доктор по филозофски науки. Останете со оваа навистина убава тема, насловена Клучни зборови за 2017 година. Ке имате навистина што да слушнете. Добро вечер, Зоки, како си вечерва? Добро вечер, вака позитивно во вашето друштво. Благодарам. Сигурна сум дека ќе им подготвите мощна интересна тема на нашите почитувани гледачи кои со нетрпение не очекуваат. Ќе зборуваме за клучните зборови во 2017 година, но претходно секако ќе ги опфатиме и оние клучни зборови кои што беа во ова 2016 година, која еве скоро и не напушта. Па веднаш ќе ви го поставам прашањето прво за вечерва. За да ги воспоставиме мигот и хармонијата, прв клучен збор треба да ни биде опуштањето. Па повелете, образложите ни зошто. Па да, еве, ние ќе започнеме сега со клучните зборови од 2016 година, колку да видиме дали сме ја сватиле лекцијата, што сме направиле, по кој пат се движиме. Дефинитивно, без опуштање нема хармонија, нема урамнотеженост на духот на човекот, бидејќи ако сме стегнати, ако сме блокирани, ако сме со чувството дека сме под притисок, не е добро. И човекот мора да научи да се опушта, да се релаксира, да отиде во природа, да прочита книга, да слуша музика, да биде со добронамерници, да биде секаде каде што ќе прозрачи таа позитивна вибрација. Затоа што ние знаеме, 2015 година воопшто не беше лесна на колективен план, доста стегната политичка ситуација, општеството како општество не се движеше кон нагорната линија и луѓето многу се блокираа, многу се стегнаа. Се преоптоварија со одредена несигурност каква ќе биде нивната иднина. И сега знаете, кога си под грч, кога си под една напнатост, тогаш не си најфункционален и првата задача е да најдеш начин како да се одблокираш, да не бидеш изместен, да не дозволиш некоја надворешна ситуација да те однесе кон некоја нехармонична патека. И затоа јас го предпочитав тој збор опуштање. Затоа што ние луѓето не се опуштаме. Се стегнуваме, се премногу парализираме заради X фактори и нас животот ни е како во еден грч. Гледате, потреба материјално да се успее, потреба на полето на професијата да се стигне, да се има значајни резултати, да го задоволиме партнерот, да бидеме, што се вели, настојчиви, да владее љубовта, здравието да го хармонизираме, да бидеме во една сигурност, да бидеме во одредена безбедност. Сето тоа да бидеме, нас ни создава притисок, затоа што некогаш и не можеме да бидеме. Некогаш постојат надворешни фактори кои што не оневозможуваат и автоматски не отргнуваат од внатрешниот мир. Доволно една работа, една проблематика да ни се рефлектира, па ние да го немаме мирот, туку да имаме една стегнатост, блокираност и да не бидеме опуштени. И затоа мора човекот да размисла за опуштеноста, колку и да е тежок животот, морам помалку да се опушта. Сега како се опушта? Нека отиде во природа, нека отиде во зеленило, нека се поврзе, што се вели, со натуралното. Нека најде начин да ја впиве таа, би рекол, вибрација. Дефинитивно ќе му влие. Малку барем ќе вметне нешто, ќе го облагороди, ќе го подсмири. Јас тој го правев, шетав во Сарај, шетав на водно, одев во природа, одев на планини и гледав секој слободен момент да го искористам за да се опуштам. Затоа што од другата страна вие брзото темпо на живење. Гледате, ова потрошувачко општество го згази човекот. Ако немаш пари, ништо не си. Ако не се пробиеш во статусот, си безвреден, никој не те третира. Од другата страна, ако пак и здравието ти е загрозено, ако во љубовта не се чувствуваш наисполнет, ако во односите со другите лица гледаш дека не владее, што се вели, таа посветеност, туку одреден интерес, што ни останува? Изолација ли? Отргнување? Отуѓување? Не, туку начин, без разлика што се ситуациите такви, како јас да дојдам до ситуација на една смиреност, на една облагороденост. Тоа не е лесно да се направи, ова западно време на живење премногу го форсира, го бутка човекот кон материјалните нешта. И сега, ако веќе материјалното доминира владе, зар ние треба да му бидеме жртва на материјалното? Замислете, по секоја цена да се биде во некоја моќ. По секоја цена да се придобијат не знам какви можности на полето на професијата.
По секоја цена да се истакнеме во статусот. По секоја цена да им наметнеме на другите да не следат или да не прифатат или пак да ни слугуваат. Дали е тоа добра опција? Затоа што во најниска гранка има борба помеѓу луѓето. Некој кој што на една обично работно место па може да се надпреварува со својот колега. Истото неретко се случува во семејните односи, истото се случува меѓу пријателите, истото се случува во љубовта, истото се случува и вака на општествен план каде што некој со некого се бори. Испадна дека ние луѓето сме во константна борба, нетрпеливост, во една стегнатост, во една блокираност, во едно чувство дека другиот треба да биде таков како што јас сум го замислил. И сега ако не е другиот таков, имаме еден вид на наезда, на негативна вибрација. И ние се изместуваме и самите стануваме, што се вели неопуштени, туку стегнати, блокирани. И сега во овој контекст јас сакам да асоцирам на таа индивидуална рамка. Човекот мора да размислува малку за себе си и да го бара излезот. Затоа што ако вака потпадне по тој надворешен атак, ќе се изгуби себе си. Не секој може да се бори со секого. И зашто па и да се бори? Мора да се наоѓа во себе си и со себе си. Значи, се најдам сами од себе си. Се најдам со она што ми е потребно. Дали ми е секојаш потребна борбата? Па не ми е потребна. Дали ми е потребна слободата? Па ми е потребна. Дали ми е потребно опуштањето? Па дефинитивно ми е потребно. Значи, ние мора да размислуваме за нештата што ќе не крепат во ова време на невреме. Затоа што ако си под блокада, ако си под отуѓеност, ако си под стегнатост, ќе дојдат утре едни лоши ветришта и ти не подготвен за сите тие ситуации, тие може да те одуваат. Затоа мора да се собираме силата, да се концентрираме и кон себе си. Тоа што не смирува. И сега секој нека си размислува од нашите почитувани гледачи, што го смирува? Може би гледање на една ваква емисија, па ќе му пружи некоја благородна енергија. Може читање на една вака интересна книга, па ќе му даде корисни информации. Може би, како што реков, прошетката во природата. Иако сега и тоа стана опасно да шеташ во природа, бидејќи воздухот е страшно загаден, но да направиш некој избор. Изборот како да се опуштиш. Слушај музика. Има релакс музика, една прекрасна, каде што нели можеме жуборот на реката да го слушаме, каде што можеме појот на птиците да го слушаме, каде што може малку од малку да се релаксираме. Дали тоа може да биде добар избор? Може. Дали добар избор е секојаш да гледаме турска серија? И таму кај што владе трагично, лошо, неверство, атак, разни зборови, и децава го впиваат тоа и се внесуваат во таа ситуација и самите ги користат тие зборови. Понекогаш еве еден случај има сакаат да го направат истото што го направил некој главен јунак во серијата. И дали тоа е опуштање? Дали е тоа опуштање за родителот? Да не знае неговото дете од што е атакувано, на што се ќе најде. Значи, гледате, не можеме да се опуштиме заради другите, не можеме да се опуштаме заради себе си. Ако не можеме да ги контролираме другите, можеме да се контролираме себе си. И да донесеме одлука како самите себе да се опуштиме, да најдеме ова тешко време на живење, некој момент кој што е добар само за нас. И каде што ние од кој ќе се хармонизираме себе си, ќе придобиеме силата, можеме многу поадекватно да им се дадеме на другите. И во овој случај испадна дека навистина мора да се крепи тој индивидуализам, бидејќи среќен поединец, исполнет, опуштен поединец, тој може многу повеќе да даде за другиот. А замислете ситуацијата каде што вие сте истоштени, исцрпени на работното место, многу работите, се наоѓате во несигурност, живеете во страв, живеете под тензија, не знаете личниот доход колку ќе ви стигне, не знаете во љубовта што се случува, не знаете дали пријателите ви се вистински пријатели, не знаете општеството кон која патека се движи и ред други нешта кај што не знаете, и се стегате, и се блокирате, и се изнемоштувате. И автоматски, кога сте вие стегнати, нели имате и комуникација со други лица. Тоа подразбира да им дадете и на другите одредена енергија, одредена насмевка, одредена виталност, одредена благородна вибрација. Како ќе им дадете кога вие сте стегнати, преоптоварени, изместени? И затоа мора да се негуваме себе си. Ние во овој западен стил на живење премногу посветуваме внимание на телото и сакаме да го негуваме телото. И тоа не е лошо ако не го подкрепува духот, но ние мораме да негуваме душата и да го воздигнуваме духот. Ние тука киксиравме. Едноставно ги запоставуваме тие вредности. И овие денови што следат се денови кај што ќе се беснее храната, пијалокот, гардеробата, брендираноста, помешаноста со луѓето. И не е страшно и тоа да биде. Еве, нека биде еден ден во годината. Човек да се опушти. Ама не е концептот само опуштање низ призма на телесното, туку пренаоѓање вредности и преку духовното и душевното. Тоа подразбира дека овие денови се и свети денови, денови на раѓањето на Спасителот Исус Христос и носат една поинаква порака.
Порака на зближување, порака на љубов, порака на светлина, порака на несебичност, на алтруизам, на помагање на сиромашни, на возможување на некој кој што ете во некоја финансиска криза или неможност. Така што луѓето мора да размислуваат делумно и за другите, а другите се семејството, другите се општеството. Ако гледаме само за себе си и се стегаме, или гледаме само да придобиеме, и гледаме само да искористиме, запоставувајќи го другиот, тогаш каде ние ќе стигнеме? Ниту како семејство, ниту како општество, а како човештво, веќе и да не дискутираме, работите се тотално отидени во колапс. Со сите тие војни, деградации, со гледате закани на некои терористи да дигаат во воздух некаде каде што се присутни граѓаните, е за целосна осуда. Но тоа е светот. Светот не можеш да го промениш, можеш да го промениш тоа што е во твојот домен. А што е во мојот домен? Мојата личност. Почнувам да менувам личноста, почнувам се менувам себе си, почнувам да го менувам собствениот став. Кон што? Кон сите нешта кои ми создаваат отуѓеност, кои што ме пасивизираат или па кои што ме стегаат, кои што ме токсицираат. Првото начало е опуштање. Денеска опушти се. Најди 5 минути, ние 5 минути немаме да се опуштиме. И замислете, еве сега тука нема мобилен телефон. Мора да трчаш по мобилниот телефон, нон-стоп звони. Мораш да трчаш по се што некој од тебе го бара, го очекува. Ти не можеш да си прилегнеш едно половина час или 20 минути да се опуштиш, да ги испружиш нозете, да си подразмислиш, да дремнеш или било што да ти се случи. Видите, надворешно си атакуван. Ти што има деца од деца имаат барања. Овие што се во работно место кај што претпоставениот или газдата има право да им се јавува во било кое време, се под притисок од претпоставениот од газдата. Овие од другава страна можеби немаат стамбен простор, па мора да обезбедат средства да платат станарина. Некој друг може се бори со здравјето, некој трет се бори со некои проблеми во семејството, четврт се бори со разни неизвестности во општеството. И кој ќе видите, борбата е општо присутна. Имаме за задача да се бориме, да бегаме или да прифатиме. А ако се бориме, ќе се бориш и може да се истоштиш. Не е секојаш времето да се бориш. Некојаш мораш да присобереш силата, да се стегне себе си, да се зајакне себе си и тогаш кој ќе бидеш најподготвен да се бориш. Со било што во твојот живот. Било која ситуација која бара одложување. А има ситуации кои бараат дејствување. Тогаш веќе дефинитивно мора да се влезе во борбата. Затоа нели изборувавме ние делумно во претходната емисија. Потоа можеме да бегаме. Што ако бегаме и кај ќе бегаме? Колку и да бегаш, нештата одат со тебе. Човекот е суштество кое што ги носи сите нешта барем во подсвест, ако не на друго место. Значи, се складирал, се натрупал со разни животни искуства, ги разнебитал емоциите, живее стегнат, живее, што се вели, фокусира на негативни нешта и тој колку и да бега од тие нешта, тие се во него. Самиот од себе не може да... Па не може кај да оди, он ќе ги однесе, okay. На планина да отиде, и во некој монденски центар да отиде, он ги носи. Иако делумно може малку да се опушти. Но работата е, ако не може целината да ја промениш, промени ги деловите. Затоа што сега еден систем, не можеме цел систем да го промениме. Ние можеме некои делови да промениме. Надевајќи се кај тие нови делчиња, во тој систем ќе проработат на функционален начин, ќе ја активираат, што се вели, машинеријата, нештата или системот да тече во една по-правилна насока. Така и во нашиот живот. Значи, мораме да почнеме од најситното, најмалото. А тоа е нашата мисла. Почнуваме да менуваме нашата мисла. Наоѓаме начин да се опуштаме. Наоѓаме начин да се хармонизираме. Наоѓаме начин како да пронајдеме мигови за себе си. Значи, мислата ја менувам. Потоа го менувам зборот. Зашто да искажувам било какви зборови? Имаме ние разни негативци, луѓе кои што се обседнати да критикуваат, да напаѓаат, да навредуваат, да го гледаат црното, да обезвреднуваат. Има луѓе без некоја вредност, или се фрустрирани, или се искомплексирани, или не сакаат да го видат светлото, или не сакаат да препознаат афирмативно, или не сакаат кај другиот да видат нешто што е повредно од тоа што самите го имаат. Нивната задача која е? Да обезвреднат, да критикуваат, да нападнат. Зашто ние тоа да го прифатиме? И зашто ние да ги користиме истите зборови? Игнорирај, фати си го патот, опушти се, релаксирај се, пушти го ти тој човек. Си има некој проблем со себе си. Може би не е добар психички. Може би е така скроен, може би е нечестив со енергијата. Еден ден ако се свети, нека се свести, ако не се свести, ти гледаш што подалеку од него да бегаш. Значи, луѓето морај во овие денови, кои што како што се асоцираше, нели, со самото Христово раѓање, како денови на светлината, ние мораме да ги
просветлиме и осветлиме овие животни патишта или овие животни вистини. Животна вистина. Не можеш да се бори со секој негативец. Второ, не можеш да прифатиш се што те трга од духовниот мир. Клучен е духовниот мир. Потоа, ако веќе сме кај зборот, мораме да идеме и кон делата. Направи го делото. Едно дело денеска да направиме, некое да е позитивно, едно нешто да ни се закрепи во животот е голем успех. Затоа што ние не можеме можеби да правиме големи дела, но можеме да ги правиме малечките дела, но со голема љубов. И сега едно дело направиш, еве ние сега правиме една емисија, пренесуваме некоја информација, даваме некоја визија. Сакаме да прозрачиме, нашето дело е тоа. Некој во друг доме, некој во трет и така нештата да се крепат и луѓето да не бидат толку стегнати, туку да најдат начин да се опуштаат. Но, ова беше за 2016 година. И сега знаете, секоја мисла треба да се пренесе и понатаму во 2017. Не можеме ние да речеме помина 2016 веќе не се опуштаме. Не. 2016 го поставивме темелот. Темелот како да најдеме начин да се опуштаме. Да не бидеме жртва. Жртва на технички апарати, жртва на некој што не форсира, жртва на нашите мегаломански тежненија, највисоко, најмокно, најсилно. Па некогаш и не можеш најмокно да поставиш резултат. Не можеш највисоко да се искачиш, опушти се. Утре ќе можеш, денеска не можеш. Ќе дојде моментот кој ќе се пробиеш, ќе се искачиш. Значи, ова ви се животни филозофии. На запад, еве и ка американците, пробиваат овие животни филозофии, затоа што таму луѓето, знаете, имаат потреба и да сослушаат и да прочитаат книги кои што се за личен развој, за себе спознание, за себе поттик. И сите тие автори се доста барени и успеваат во тие западни држави. Бидејќи има мноштво на народ и сега некој ќе биде по Кока-кола и хамбургер, но некој ќе биде и кон мотивација, надградба, усавршување. И тоа му е потребно на човекот. Така и кај нас во наше општество се јави неопходна потреба што повеќе да се разговара за духовната храна. Ние гледате што се консумираме или што се ни е дадено да консумираме. Од политички емисии, дебати веќе човекот не може да избега. Од турските серии, од турбофолк пеачките, од едните нешта кои се вртиме во кругот, не можеме никако да се дистанцираме. Испадне дека сме културолошки загадени. И сега ни треба некоја алтернатива. Алтернативата е ова што ние го правиме. Афирмација, поттик, позитивен дух, има и во некои други телевизии, има и некои други емисии, но тоа е во малцинство што се вели. Во мнозинство доминира ова другова шунт филозофија. И тоа некогаш треба. Има и народ со тоа ниво на свест кој што сака тоа да го консумира. И не е лошо понекогаш и да гледа некоја турска серија. Ама не можеш ти од сабаља до вечер само да се храни со турската серија и со се што има во неа. Затоа што сме ние приматели. Приматели на енергетската вибрација. Ама за тоа ќе поразговараме од текот на емисијата. Со следниот клучен момент во 2016 година, за кој што имаме зборувано во нашите емисии, како да се ослободиме од стигите и да се фокусираме кон самите себе си. Така е, значи, главното е да се ослободиме од стегите и да се фокусираме кон самите себе си. И затоа втор клучен збор за 2016 беше фокус кон себе си. Затоа што гледате, фокус кон политички водач. Па тој има ли фокус кон себе? Тој се разбира ли себе си? Од кај го знаеме дали се разбира? И сега треба тој нас да не го води, да не го креира животот и ние се запоставуваме себе си очекувајќи од него. Не, ние треба да направиме фокус кон себе. Дали е тој надворешно стопанственик, газда, политички водач, не знам, некој од надвор, некој на улицата, тоа е надворешно влијание. Тоа е нешто од кое ние утре може да зависиме. А во суштината на човекот е да не зависи од надворешни околности и влијанија, да зависи од себе си. За да зависи од себе си, тој мора прво да направи фокус кон себе си. Фокус кон моите собствени вредности. Кои се тие мои вредности? Секој ќе се размислува на свој начин. Надградба, усавршување, волја, дух, иницијатива, храброст, промисленост, рационалитет, определба, значи да направам креативна реализација, да имам инспирација, да пробијам во животот. Значи, секој да направи фокус кон себе си. Фокусот кон себе не е себичност. Не е да речеме нешто што подразбира да ги отргнеме другите. Не. Со фокусот кон себе си, ние многу подобро ќе знаеме што нам ни е потребно. И кога ние знаеме што нам ни е потребно, ние честно, искрено и доблесно ќе се отвориме за тоа што ни е потребно.
А кога ние не знаеме што ни е потребно, може да направиме грешки. Можеби ние мислиме дека ни е потребна страста или ниската страст. И ние не ја негуваме љубовта кај што ја имаме, туку ние имаме потреба за страст. И ние само затоа што се појавила некоја личност која ни нуди страст, може да избегаме од ова сигурно тло, или ова тло кое што као делумно не задоволува и да се истрчаме кон ниската страст. И на крај да сватиме дека таа ниска страст нас не задоволила. Тоа не било фокус кон себе си, туку било тргнување од себе си. За да ние го избегнеме тоа, ни треба размисла. Ни треба, што се вели, себе перцепција, себе наблюдување што нам ни е потребно. Значи човекот да вплови во себе си. Се овие концепции се добри за младите и за среќа нас многу млади не следат и на YouTube каналот ги гледаат овие видеа и се подкрануваат и се усовршуваат. Зашто? Затоа што младиот човек треба да го направи концептот. А кој е концептот? Карактерот. Кој е вториот концепт? Волјата. Кој е третиот концепт? Храброста. И четвртиот иницијативноста. Значи, ако ние го градиме карактерот, а карактерот е човекова судбина, ако ја ние имаме волјата, ако ние од другата страна ја имаме иницијативата, тогаш ние ќе пробиеме, ќе го направиме сето тоа што треба да го направиме. Затоа што вложуваме, инвестираме. Денеска се е врзано со инвестиција. И ова што се случува со планетата Земја на технолошки план, сето тоа е продукт на една идеја, една иницијатива и една инвестиција. Затоа што техниката како што се развила од идејата, од иновацијата и пред се од иницијативата. Значи иницијатива да се оди напред, иницијатива кон еволуција. Најклучната еволуција е еволуција на свеста. Колку повеќе ние подигаме свеста и свеста ние поотворено ги гледаме нештата што се вели на еден хармоничен начин, толку повеќе се усовршуваме, напредуваме. Зашто да немаме една што се вели фокусација кон соседната вредност, кон соседната личност? И сега забележиш, ти одат прекрасно странските јазици. Фокус на тоа. Учи странски јазици. Па учи турски, учи албански, учи шпански, учи било кој јазик. Зашто да не учиш? Ако си талентиран, ќе учиш. Па научи 7-8 јазици. Утре ќе излезеш на пазарот на трудот. Многу полесно ќе се пробиеш. Некој можеби го има талентот за информатика и автоматски ќе учи се од тој домен. Некој го има талентот за спортот, па ќе вежба, па ќе тренира, па ќе биде активен. Некој сака да биде филозоф, па сака да чита книги, па да се надградува, па сака да го искаже своето знаење. Некој сака да биде автомеханичар, некој сака да биде водоинсталатер. Не е битно. Секој човек на основа на своите вредности, капацитети и промисли треба да го направи фокусот кон себе и да се надградува. Клучниот аспект е надградба. А второто е чекаш во матното што ќе ти произлезе, што можеш да уловиш. И стануваш паразит. Затоа што не е суштината на животот да станеш некој си функционер и утре со некој подпис и сите нешто да ти придоаѓаат. Туку колку работиш, што создаваш, какви дела оставаш. Затоа што можеби во матното ќе уловиш нешто, но нештата еден ден се разбиструваат. Што ако стане тотално разбистрено морето? И тогаш ти ќе не можеш да ловиш, бидејќи во матното се снаоѓа матниот, а во бистрата вода не може да плива матниот човек. Тоа е разликата на животот. Затоа што не секогаш ние можеме да знаеме што ќе следи. Но ние можеме да знаеме како ние би постапиле на основа на нашиот квалитет, дух и волја. Значи ќе настапиме храбро, ќе настапиме достоинствено, ќе настапиме со капацитет да се справиме со искушенијата. Затоа што си имаме себе си. Затоа што сме го направиле фокусот кон себе си, затоа што сме сватиле најопасно да зависиме од надворешни влијанија и ситуации. Дајте ми ви еден пример, здрав, прав пример, каде што ние треба од некого да зависиме. Еве, дајте ми еден пример, конкретен, од некои личности. Кој тоа ќе бе води вас, ако он сам не се води? Ова зборувам на колективистичка рамка. А и некој може да најдеме во индивидуалистичка или овде во непосредна рамка. Може да најдеме меѓу нашите блиски, пријатели, роднини, може да има некој пример, може да има некој близок кој што ги размислил нештата, кој што прозрачува, кој што не советува, кој што асоцира на вредности. Значи, дискутабилно е да го најдеме тоа во мноштвото на рефлекторите, а можеме да го најдеме онамо во интимната атмосфера, во непосредното. Онамо кај што се рефлекторите, таму ја имаме и драматургијата, или ја имаме глумата, или имаме додворувањето, или имаме пласирањето на она што некој сака да го слушне. И тогаш ние, водејќи се по тој некој што така зборува, можеби од другата страна ќе бидеме во илузија. Дека тоа тој што го кажува, што не го ветува, што не го пласира, е вистинското.
Ние мора сето тоа што тој другиот го кажува добро да го проанализираме и го преиспитаме. Дури ова ја што го кажу. Значи секој да размисли. Тој од матното нема да му одговара. Овој кој што сака со неморални постапки да се занимава нема да му одговара ова. Тој кој што сака инстант решение ќе избега од овие сваќања. Тој кој што гледа паразитски преку ног се да постигне, воопшто не е заинтересиран за овие размисли. Но дали се сите луѓе такви? Па не се, за среќа. Имаме овие другиве што сакаат на доблесен, култивиран, достоинствен начин, со себе надградба, со позитивни средства, со позитивни методи да се воздигнат како личност. За нив е оваа емисија. И ти тука ќе најдат еден поттик. Така што немаме ни илузија дека секој се може да свати. Дека секој го прави фокусот само заради тоа што гледа да придобие исклучиво за себе си. Некој го прави фокусот за да прозрачи преку професијата. Ајде да земеме докторот, медицинското лице. Па тој не го прави тоа само за себе, да го шета белиот мантил и да биде избраниот и да биде човекот околу кого ќе се врти животот и смртта на пациентот. Тој тоа го прави пред се заради функцијата да со своето знаење, со својата способност да го исцелува и излекува пациентот, придонесе за неговото здравје. Значи туку имаме хумана доблест. Имаме определба каде што јас инвестирам не само заради себе, инвестирам и заради другиот. Мојата главна интенција, што повеќе јас себе си да се воздигнам, да стекнам знаење, за преку тоа знаење му овозможам на пациентот да го подобри своето здравје или да се спаси од опасната болест. Дали тоа подразбира однос фидбек на јас со другиот? Па подразбира. Зашто некој политичар би бил политичар? Само заради фокусот кон себе, не затоа заради општеството. Неговото знаење, неговата доблесност, неговиот капацитет, неговата мудрост, неговата одговорност е таква каква што е, со цел за да возможи надвор од себе. Кому? На општеството. Значи, секаде ние го имаме односот кон себе и кон другиот, но гледате, тој кој што го нема односот кон пациентот, тој што го нема односот кон општеството, тој што го нема односот кон другиот, тој го нема ниту односот кон себе си. Не е филозофијата на животот алчноста, егоизмот, ниските страсти, трупањето на 250 станови, трупањето на не знам колку сефови со пари. Не е тоа суштината на животот. Тој Стив Џобс го кажа. Вели, не сакам јас да бидам најбогатиот милионер, милиардер на гробиштата. Јас сакам да бидам креативец, јас сакам да создам иновации, јас сакам да придонесам за светот да биде едно пубаво место на живење, да му се овозможи технолошки напредок кој што ќе му го поедностави животот. Парите си доаѓаа самите по себе. Ама неговата главна цел беше иновација, менаџирање, водење на компанија, придонес. Што се вели пласирање на пазарот, производи кои што утре му возможуваат добродетел и на другиот човек, или на системот, или на, што се вели, човештвото. А не е само парата како пара. И замислите ако ви е исклучива цел, моќта, славата и парите. Исклучива цел и ништо друго не ве интересира. И ви имате однос кон себе, немате ви однос кон себе. Зашто? Зашто тие пари колку ви требаат години, децении да ги потрошите? Не се знае. Колку ви треба, не знам што, за да се прехраните, за да се изедете, за да секаде прошетате. Значи, односот се гради кон себе си низ призма на духовниот мир, хармонизираноста, оставањето еден добар пример, воспоставувањето на вредностите и овозможувањето преку себе и на другиот. Тоа ви е светата филозофија. Зашто ја зборувам? Заради овие свети денови. Деновите на Спасителот Исус Христос. Дали тој тоа го размислуваше? Па тој несебично се даваше. Тој се жртвуваше. Тој сакаше да ги искупи гревовите на луѓето кои што претходно грешеа. Тој се спротистави на цел еден систем. Систем на религиозен клер. Фарисеи и садукеи, кои беа додворувачки ориентирани кон римските војници, намесници, центуриони, Римската империја. Неговата задача беше сочувство со милост. Главното негово начело беше етичко реформаторство, филозофија на љубовта, филозофија на вбарање на духот и на душата, воздигнување на тие вредности, а не на телото и материјалното. На крај неговото тело страдаше, ама неговиот дух се воздигна, воскресна. Телото е минливо и менливо на крајот на краиштата. Ама останува делото, останува на што ќе го следиш. И сега видете ги вие начелата и вредностите кои што нам ни се ставени како опција да ги следиме. И ние одиме по златно теле и следиме тоа што го следиме, а не ги гледаме вредностите, не ги гледаме начелата. Не ја гледаме вистината и на крај не се гледаме себе си.
Затоа што со тоа што го следиме, еден ден и себе се уништуваме. И себе се оддалечуваме од светлината. Еден ден и ние ќе потпаднеме во бездната. А ни била дадена шансата да избереме, била дадена шансата да препознаеме, била дадена шансата да прогледаме. А ние не ќе да гледаме. И еден ден мислиме дека се што правиме, правиме за себе. Не правиме ни за себе. Бидејќи еден ден нашите деца ќе страдаат, еден ден нашето општество ќе се уништи. Еден ден сето тоа што ние сме го направиле ќе остави еден лош патоказ. И утре ќе немаме примери, ќе немаме вредности и нештата ќе одат не во еволуција, туку ќе одат во деградација. Поентата додат во напредок, во совршување. И затоа фокусот кон себе си е многу јасно определен. На што се мисли, а за тоа може да прочитаат во оваа книга моја, Заштита од злото и негативните вибрации, која што излезе во 2016 година и која што испадна голем хит. И која што беше најпродавана на сајмот на книгата и за среќа многу луѓе сакаат да читаат, а не случајно тој наслов излезе. Не случајно за овие теми ја зборувам и пишувам, бидејќи нештата беа такви какви што беа. Но соедно ќе кажам, фокусот кон себе подразбира мир во себе, рамнотежа во себе си, проникнување во собствената свест и совест, мене да ми биде добро, да не бидам товарен, а со тоа кога веќе не сум товарен, ја можам многу повеќе да придонесам за другите, да овозможам и да прогурам. И затоа оваа книга дефинитивно мора да се прочита, веќе и шанса нашите почитувани гледачи да дадат на подарок на сите оние на кои мислат добро, на кои сакаат да им помогнат да се отргнат од злото или од негативните вибрации, или навреме да ги препознаат, за да не ги завземат. Затоа што фокусот кон себе си бара и грижа за себе си. Грижа за собствениот дух и за собствената душа. Зуки, постојано сме изложени на токсицирање од надворишните влијанија. Во тој случај не можеме да бидеме опуштени, релаксирани, воедно подготвени да ги реализираме собствените вредности. Па како да се детоксицираме? Тоа е следниот трет клучен момент за кој што вечерва треба да зборувате. Така е, значи детоксикација навистина битен клучен збор, а ние не го размислуваме, бидејќи сме пуни со токсини, со отрови. Отровот и негативната вибрација, она што ви го кажав, некој фатил да критикува, да напаѓа луѓе, да обезвреднува. И тој праќа негативна вибрација. Мораш ли ти да се храни со неговата негативна вибрација? Не се храни. Некаде со храната претеруваме. Еве се овие денови ќе дојдат и луѓето ќе претераат. Ја можам да замислам какви се комбинации постојат. Од сарми до овие руски салати, мајонези таму, до нели овие суви вратови, до разни меса, трпезата да биде богата, да има од се по нешто. Нека има, зашто да нема, ама треба човек и да размисли за своето здравје. Па потоа земете ги младиве, со алкохолот, со токсицирањето на тој план, па после одат на токсикологија таму да ги ичистат што се вели. Зашто? Затоа што се претерува, затоа што се дозволува да се себе токсицираме. Со нешто што не ни се потребни, за нешто за кој немаме мерка. А суштината на античкиот период било следење на лозингот умереност, ништо премногу. Златна средина, урамнотеженост. Замислете колку моќна мисла, која сум ја елаборирал во оваа книга, етичка мудрост, таму сите тие нешта од античкиот период се анализирани и таа ќе биде проанализирани и понатака. Еве тука книгата ја ставивме. Така што мене ми е поентата дека ако не си умерен, ако не си урамнотежен, тоа зборува за тебе. Тој утре кој може да се потпре на нас ако ние сме тотално неурамнотежени? Ако сме личности кои што претеруваат. Значи имаме недостиг, имаме претерување, имаме умереност. Ако се претерува, се токсицираш. Претеруваш со храна, претеруваш со пијалок, претеруваш со многу работа, претеруваш и си гневен, претеруваш имаш високо его, претеруваш си мегаломан, претеруваш си алчен, претеруваш во егоизмот. И до кај ќе стигнеме? Се токсицираме. И тој човек кој што така прави, утре навистина е токсициран. Не е само неговото тело и неговата душа е токсицирана, и неговиот дух е токсициран. Семете го човекот кој што е алчен и кој не води сметка, еве вие гледате сега, ние сме пред наездата на загадувањето на воздухот. И сите сакаме да дишеме чист воздух, ама некој можеби претерал со некоја алчност. Па не водел сметка, па се дигале згради, па се давале маркици, па насекаде се сечеле дрва. И на крај до кај стигнавме ние?
дојдовме во недостиг. Недостиг на чист кислород. Недостиг на здравје. Зашто? Зашто има претерување. Гледаш како тие се две сестри. Претерување, недостиг. А што е клучно? Умереност. Јас разбирам да се градат згради. Ама не можеш ти да идеш во неумереност на градење на згради и давање маркици на секој пола метар да се дига зграда. И при тоа да се сечат дрвата, да се поплачуваат тревниците, да се пласираат, што се вели, тие плочките и ред други нешта. И тоа треба, ама не во претерување. И во тој случај голем број на општини и населби страдаат. На луѓето им е стенствен животниот простор. Луѓето живеат во недостиг. Недостиг на дрва на зелена површина. Недостиг на мир, на слобода. Недостиг на панорама на поглед. Недостиг на струјење на еден воздух. Зашто е тоа така? Па ради нечие претерување. Кој е тој што претерува? Јасно е кој. Смееме ли да ги кажеме? Не смееме. Тоа е најстрашното. Се заштитени и не можеш ништо да им речеш, утре ти ќе те осудат, ќе те дадат онаму кај тие нивните сродните и тие нивните сродните не размислуваат дека и нивните деца дишат таков воздух како што дишат. Не размислуваат дека се загадува, се уништува, болеста доаѓа, дека тотално се токсициравме. Не размислуваат туку ќе ти дадат пресуда и ти утре ќе не знаеш што да правиш со тоа. Што ќе ти го дадат само затоа што си дал една релевантна критика. И си ги спомнал по име и презиме кои се тие кои што не воделе сметка, давале маркици, кои се тие градежнички мафии кои што на секој пола метар дигаат. Зашто научниците, односно експертите кажаа 19% виновни се и градежниците. 19. Нормално не се само тие, со горувањето на дрвата, тоа што го прават и домаќинствата, нели, издувните гасови од автомобилите, индустријските оџаци или пак немањето филтри на индустријските оџаци и делумно временските услови или непредуслови. Ама тие временски услови, предуслови не можеш ти да се потпреш. Ти мораш да создадеш услови како тебе да ти биде посреќен поубав животот, да не страдаш, да не бидеш во недостиг. Замислете недостиг, ние не можевме да прошетаме да отидеме покрај реките. Еве јас пред некој ден толку беше загадено, отидов ваму на кај езеро Треска со еден мој другар и кога што ќе видам, таму нешто палат, горат и не можеш да прошеташ на езеро Треска. Отидов на кај Матка. Тоа во неделата го направив. Веќе во Матка друга ситуација. Прекрасен воздух, прекрасна средина, преубава атмосфера и јас тука си прошетавме, беше и во ноктите часови не фати, ама преубаво. Значи, може ли секој човек да оди на Матка? Може ли секој човек да оди таму на крстот на Водно и во било кое време? Па не може. Тој сака и во преку денот да си прошета, да не биде токсициран, да се опушти, да се релаксира, а не може, бидејќи некој пали гуми, некој друг тамо не знам што пали, од третата страна загадениот воздух е надвиснат врз нас и ние треба да седиме у домовите, да се затвориме и да не можеме да прошетаме. И автоматски ние живееме во недостиг. Заради нечие претерување. И тој некој претерува со се и сешто и никому ништо. А ние треба да страдаме и нашиот живот опаѓа како квалитет и ние сме константно токсицирани. Се токсицирам и себе се јас со ова што морам да го зборувам, се токсицирам. Зашто да не зборувам за убави работи? Сега определив да зборувам за токсините. Ама како па да не ги зборуваш? Ако ги игнорираш, ти си нивниот соучесник. И затоа мора да се прифати иницијативата дека секој наш граѓанин заслужува чист воздух. Не само наш граѓанин, сите наши луѓе што живеат во нашата држава. Па не само во нашата држава. И ваму во Будимпешта е страшна работата. И во Мексико Сити, во Токио веќе да не зборувам. Значи не се сјајни работите. Во Париз знаете, ама концентрацијата на те PM10 честички Париз многу помали, па се ангажираа, преземаа мерки. Бараат решение. Зашто? Затоа што за тоа ќе зборуваме како клучен збор во 2017. Клучниот збор е здравје. Ние дојдовме до тој степен да скоро ништо не е толку битно, колку што е битно здравјето. Зашто? Зашто ни се загрози здравјето. Затоа што дојдовме до степен да стравуваме за самите себе си. И сега јас овде нели зборев опуштање, ја не можам да се опуштам, бидејќи не можам да прошетам, не можам да се овозможам, гледам децат било кои страдаат, респираторни болести, пензионерите, повозрастните се под закана на мозочни удари, кардиоваскуларни болести. И како ти ќе бидеш опуштен кога гледаш дека има најзда, има страф, има опасност? А дали тоа е случајно? Не е случајно. Се е причина, последица. За се
има одредена причина. Причината е јасна. Дури поможеме да истакнеме по име и презиме заради туѓа неодговорност. Главната неодговорност е на човекот мора да му се сочува здравата екосредина. Човекот да има услови за живот, најелементарни услови за живот, испадна воздухот, да не зборувам почвата, да не зборувам водата. Најелементарните. Никој од никого не бара пари да му дава. Му бара најелементарни услови за живење. Чист воздух, питка вода за пиење, почва здрава, зелени површини, што повеќе дрва, колку толку за да можеме да влеземе од тука натака во борбата со животот. Во создавањето екзистенцијални услови за прехранување, за работење, за креативно изразување, за создавање. Ако ние овде на ова прво елементарно ниво кикснеме, како една загрозаност на човековиот организам, тогаш што понатака. Но еве, има време секако и за наредниот клучен збор, но само на кратко ќе ви кажам. Детоксикацијата подразбира детоксицирај ги мислите. Сега јас тука зборев работи, ама зборев во афирмативна гледна точка. Како нешто да се надмине, да се потенцира, да се диагностицира проблемот и потоа да се надмине проблемот. Затоа се потребни мислите за да размислиш во каква ситуација си. Прво, детоксицирај ги мислите од се што те оптоварува, те отуѓува, ти создава црни песимистички сознанија. Детоксицирај ги. Зашто да има црни мисли? Опушти се. Најди начин некој што позитивно да ти се случи. Потоа, детоксицирај ги зборовите. Не биди со тешките зборови, не биди со напнатите зборови, не биди со навредувачките зборови. Еве, ние се ово го зборуваме во насока да биде подобро. Лично немаме против никого. Туку имаме сознанија дека треба да се направат предуслови од одговорни лица во одредени општини кои што треба да си ја работат својата работна задача, за тоа за кои се повикани, на граѓаните да им создадат услови за едно похармонично живење во сопствената екосредина или во сопствената екзистенцијална средина. Тоа мора да се бара, тоа е наша одговорност. Ако ние не го повикаме одговорниот или не му асоцираме, тој така наречен одговорен воопшто нема да се грижи, ниту ќе се заинтересира. И затоа мора да бидеме со мислата, со зборот. Еве го зборот се искажува во насока да не биде подобро. Да не бидеме токсицирани, туку да бидеме детоксицирани. И на крај делата, да ги видиме делата. Еве да ги видиме оврските, начелата, одлуките, потенцијалите кои што ќе создадат дела. За на крај да не мора ниту да зборуваме, ниту да асоцираме на сите овие аномалии. Следниот клучен момент за кој што имате зборувано Зуки е за енергетските вибрации. Смитате ли дека треба сериозно, зошто смитате дека треба сериозно да размислуваме за енергетските вибрации и колку таа може да ни помогне да се хармонизираме самите себе си? Па секако енергетските вибрации се клучни, драга колешке Слободка, бидејќи еве гледате, ако си токсициран, како ќе имаш енергетската вибрација? Нели, енергетската вибрација се гради со односот кон природата. Вие замислете 16 часот да дојде да не смеете да прошетате, 12 часот или било кога, од загадениот воздух, ја немате енергетската вибрација. Како ќе имате ако гледате само травматични вести или следите телевизиски програми каде што превладува црното? Каква енергетска вибрација ќе имате? Како ќе имате ако гледате дечиња кои што страдаат, кои што се болни, кои што не можат да најдат лек за нив, или пак од другата страна системот некако е многу бавен, инертен, па не ги става во програмата за да биде финансирано тоа нивно лекување. Како вие ќе имате енергетска вибрација? Како ќе имате кога ние нонстоп гледаме многу голем број на сиромашни луѓе кои што врзуваат крај со крај? Како да имате кога гледате тој тероризам, светски рамки, што се случува? Ама ајде да оставиме ние тоа на светски рамки. Овде да влезе. Во нашето општество. Значи, како да ја крепиме ние енергетската вибрација? Ако црното не заплиснува на секој пола метар, тешко е да изградиш енергетската вибрација. Ама тоа не значи да се претопиш. Мораш да се потрудиш. Мораш да најдеш решение. Дај да видиме како да изградиме таа енергетска вибрација. Зашто ние прозрачуваме. Јасно ми е, луѓето што зборуваат за светлината, за вистината, за позитивитетот, за личниот развој, тие ќе бидат најатакувани. Тоа е неоспорно. Тоа е голем број на светители го имаат кажано. Секој кој што укажува на вистина, на мотивација,
кој што сака да придонесе за општото добро, тој ќе биде најнапаѓан. Има некои на кои не им одговараат сите овие животни филозофии. Тие се живеат у блажено незнаење, во една заблуденост или во определба тоа нивното само да го потхрануваат и да го подигаат, а не интересирајќи се за пошироката слика. Тие се со стесната свест. Тие се така програмирани да ти не можеш кај нив да пробиеш. Но имаме луѓе кои што имаат поинаква размисла, имаат поинаква свест. Тие во контекстот го ставаат и општото добро. И затоа ние треба да правиме вакви емисии за таквите поединци. Зашто? За да дадеме енергетската вибрација. За да подхраниме, за да натераме барем некој поединец малку да го осветли својот живот или да се присети дека може и поинаку. А што може поинаку? Поинаку може да отиде да во природа да шета. Поинаку може да не биде тежок на збор, да не дозволи од него да се излеваат тешки зборови. Поинаку може да се гради себе си, да вложува у себе си, да чита книги. Поинаку може да реши некој проблем кој што е наталожен, а заради его никако да се реши. Надмини го егото, седни, реши го проблемот. Без разлика кој проблем да го зафати поединецот, секогаш треба да идеме со енергетска вибрација. Енергетската вибрација мора да биде позитивна. Сега, има тука многу што да ви зборувам за самата енергетска вибрација, бидејќи сите ние сме суштества продвижени од таа енергетска вибрација. Сите ние зрачиме. Се околу нас се зрачи. Си има еден вид на рефлексија. Дури на тој начин зрачи да го детерминира и другиот го прифаќа и го презема тоа од кој е индиректно зрачен. Што значи? Ако ние зрачиме со љубов, ако ние зрачиме со хармонитет, ако ние зрачиме со позитивитет, има шанси оној кој што е наспроти нас, тоа да го преземе и го прифати. Ако ние зрачиме со негативност, ако кај нас се нешто црното превладува, ако не гледаме спас, ако сме стегнати, ако сме отуѓени, како ние ќе прозрачиме? Така како што ќе прозрачиме. И оној со потенцијално добра енергија може да го заплиснеме, бидејќи тој има таква енергија да не може со незе да се спротивстави на ова мноштво на тотална негативна енергија. И тоа ќе ви испадне како тибетанецот, кој што бил премногу мудар и кој што знаел дека ќе следи поплава и кој што на време си ги наполнил бардињата со една света, убава, чиста вода, водата на вистината, за разлика од мноштвото на жителите, кои што не размислувале, не оделе подалеку и велат, што ми е мене гајле ова, вие си е секојаш вака како што си е вака. И сега што се случило? Дошла поплавата и поплавата нормално ја однела водата или ја загадила водата и со таа вода фактички сите тие што ја пиеле станале несвесни или станале конфликтни или станале проблематични или станале нерационални, еве да кажам. Само останал паметен, мудар и доблесен овој кој што си пиел од чистата вода која си ја сочила во бардачињата. Кога мноштвото го виделе овој, дека е поразличен, дека се однесува сосема поинаку од тие што се однесуваат, веднаш го направиле луд и рекле ти не си за овој свет, ти види каков си, ти си катастрофа, како можеш да бидеш ваков? Сите ние размислуваме на еден добар, правилен начин, на вистинит начин, само ти се разликуваш од нас. И на крај човекот што требало да направи? Да отиде таму, да се напие од таа водата на невистината, од загадената вода, за да стане ист како тие, за да може да профункционира. Така вие во овој наш свет. Ако владее нечистата вода, таа нечиста вода се загада околу себе и на крај овие што се со оваа поизврска вода ќе не можат да пробијат, ќе не можат да се спротивстават. Затоа што оваа матната вода ти ги носи сите нешта, ти ги воспоставува вредностите, ти ги гради начелата, ти ја прави енергетската вибрација. И ти на крај имаш две опции, да избегаш не знам каде, а нема каде што многу да избегаш, или да земеш од таа, што се вели, извалканата нечистата вода и ти да станеш ист како тие и да се претопиш и да дигнеш раце и од изврска вода, и од свест, и од мудрост, и од етика, и од капацитет и да речеш кај е веќе сите такви и јас со нив. Тоа ви е светот, до тој степен стигна. Ако од другата страна не се работи, таа изврска вода да протекува и малку нели од малку, малку од малку, оваа заматена вода да ја пробиструва. Отидовме ние со заматената вода. Не дека сега оваа изврска се ќе спаси, но таа дава барем шанса, тоа ви е проток. Еве, и не го гледајте вие тоа така, јас ваму и Радика што гледам од планините, од Крчин што протекува, нели,
идеат тие првоизворските води. Но таму доле селаните сметот го фрлаат, онаму кај што протекува изворската вода. И направиле една дупка и нам се додат таму сега да го фрлаат сметот кај што е определено или кај што би требало да биде определено од градоначалниците. Тие цел смет го фрлаат токму кај изворската вода, што протекува од планината. И се замислете, таа изворска вода која треба да ја прочисти или уште да ја поткрани најчистата вода, таа фактички веќе таа улога не може да одигра. Затоа што како протекува кон поголемата река, таа веќе е загадена. И таа голема река со што ќе се потхранува. И така вие се во животот. Било кој сегмент, нека биде и семејство, нека бидат едни со чистата вода и имаат проток, нели, да придобиваат една изворска вода од страна на децата, од најблиските. Ако нивните деца се невоспитани, некултурни, нервозни, фрустрирани или отидат по некоја лоша патека, тие со самото таа реката на семејството ја загадуваат. И обратно. Можеби некој дете со капацитет, со подлога, со можност да се надградува, да се усовршува, да биде дете кој што ќе успее во животот, но таа ја прима нечистата, изалканата вода од родителите или од родителот, кој што е неодговорен, кој што е конфликтен и автоматски, несвесно или свесно, ја закадува потенцијално чистата и што се вели вистината вода на детето. И кој ќе видите се е со се поврзано. И додиме на третиот стадиум, општеството. Ако тоа општество има тенденција да има една река на животот со прочистеност, но од нас ни не доаѓаат валкани матни води, таа река колку ти да ја чистиш, утре таа е загадена, таа река не може да профункционира. Зашто? Затоа што нема добар правилен доток на изворска вода. Но еве одиме се од афирмативна страна. Токму таа река, колку и да е матна, колку и да не ја бидува, токму изворските води кои треба да придојдат од разни канали, тие и даваат шанса на таа река еден ден да се прочисти. А кои се тие канали? Каналите се свеста, телевизиските емисии, образованието, должноста, одговорноста, определувањето на патеката на светлината, религиозноста. Се што може да придонесе една чиста изворска вода да протекува во реката на животот на едно општество, или подолу на едно семејство, или подолу на една личност. И сите ние како личности некојаш сме извалкани со мисли, со енергии, со енергетски вибрации кои нас ни ја закодуваат реката на животот. А тоа сме ние самите. И затоа ова метафорички ги имаме трите нивоа. Личност, семејство, општество. Ако немаме доток на чиста изворска вода од некаде, ние ќе се загадиме. Колку да бидеш мудар, ќе станеш како тибетанецот, едноставно не можеш да се спротиставиш. И мораме да размислуваме за тие чисти изворски води, затоа еве бидејќи сме пред крај на петата точка што ќе ми ја поставите, ја ќе ја кажам и со тоа ќе го заокружам. Слобода и избор. Така е. Повелете. Благодарам. Значи, слободата и изборот нас ни ја прочистуваат реката на животот. Ние мораме да го направиме изборот. Дали ние го правиме изборот? Каков ние избор правиме? Или чекаме некој друг да ни го направи изборот? Ние не читаме книги како број 1. Зашто да не се определиме времето да не го трошиме на било што, да го потрошиме на една книга? Зашто да не направиме слобода на духот? Или да видиме каде сме со слободата? Како го управуваме нашиот живот? Каде се наоѓаме кон самите себе си? Дали имаме дотоци на некоја извалкана матна вода? Од каде таа вода произлегува? Кој тоа нас ни ја праќа? Зашто ние да не се заштитиме, да не направиме една брана и да речеме не ја примаме веќе таа, што се вели матна вода? Ние сакаме нашата река на животот да протекува со една почиста варијанта. Дали може да биде идеално чиста нашата река на животот? Не може. Ние не сме сами во овој свет. Ние сме окружени со луѓе. Па не се сите луѓе со изворска вода. Има луѓе со разна вода, има и комбинација. Ама пак од другата страна, ние мора и да се градиме себе си, се вели тоа нашиот животен имунитет. Нашиот дух, нашата суштина, нашиот темел, нашата свес. Колку е нашата свес е прочистена, колку проблеснува со една вистина, со едно сознание за животот, толку ние имаме шанси утре да го изградиме и да го направиме протокот на таа чиста животна енергија. И во овој контекст затоа асоцирам на изборот. Но еве ќе ги кажам сите 5 точки за 2016, зашто после паузата ќе одиме за клучните точки во 2017. Значи, опуштање. Мора да се опуштаме. Или да видиме колку сме се опуштале. Фокус кон себе си. Детоксикација. Енергетска вибрација, слобода или избор.
Само да се размислува за тие начела. А сега ќе видиме, драга колешке, после паузата, кои се тие други клучни зборови за 2017. Но знаете, во животот ништо нема на ново. Токму старото го детерминира новото. Сато ние фативме со старото од 2016, да видиме таа подлога, до каде стигнавме со тој темел, за да можеме да одиме напред. Колку сме сватили од старото, колку сме изградили, колку сме подхраниле, за да се отвориме кон новото. Почитувани гледачи, ние ќе видиме еден краток блок на реклами и ќе продолжиме со позитивни вибрации. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Моќно привлечен. Kia Motors Македонија. Се од мебел за вашиот дом во специализираните салони Кристина Дамил. Од ефтини и удобно до модерно и луксузно. Повелете посетете не во нашите салони на булеварите Ѓурче Петров и Борис Трајковски во Скопје. Широк асортиман и врвен квалитет. Бесплатна достава и монтажа. Ние создаваме простори за вистинско уживање. Инженеринг Трейд Скопје, изработка и монтажа на лимови и олуци од пластифициран, поцинкуван, алуминиумски и бакарен лим. Инженеринг Трейд Скопје, покривање на секаков вид на објекти. Телефон 2728-860 и 2728-745. Кога избирате пријател за покрив на вашата глава, изберете го вистинскиот Инженеринг Трейд Скопје. Почитувани гледачи, ќе продолжиме со вториот дел на емисијата, ќе зборуваме за клучните зборови во 2017 година. Се надевам дека со внимание ја следите оваа емисија, а ние веднаш ќе продолжиме за да не должиме многу. Зуки, се определивте за некои клучни зборови за 2017 година. Надеж за подобро утре. Што ве мотивираше токму да го одберете овој клучен момент?
Па, затоа што навистина доволно беа црнилата, луѓето се преокупираа со негативното. Гледате колку се требаше да работат во 2016 да дојдат до некоја слобода или до избор. Затоа што требаше да се опуштат, да се детоксицираат, да го направат фокусот кон себе си и прашање колку успеа, секој индивидуално, но да почнеме со надежта. Со вербата дека ќе биде подобро. И мора човекот да се надева. Ако некогаш човекот треба да се надева, тоа треба да почне да се надева околу нова година. Доаѓа новата година. Доаѓа надежта, секој си честита, секој смета дека ќе биде подобро. Луѓето си искажуваат најубави желби. Што се вели чувство дека некои нешта што беа остануваат зад нас. Реално тоа не е така. Ние си ги носиме нештата со себе си. Не може календарската година да се промени и одведнаш да не биде се совршено. Но барем човекот си дава еден поттик, си има одредена надеж и така треба да биде. Со тоа што, пак ќе кажам, клучен е роден денот. Тогаш имаме нова космичка година. Во тој период Сонцето доаѓа на истиот степен кога сме се родиле. И роден денот е најглавниот момент во текот на таа календарска година. Токму тој ден кога сме се родиле, кога Сонцето се поклопува. Тоа е главно од космичка гледна точка, бидејќи тогаш почнува нашиот нов соларен хороскоп. Новата соларна година и многу луѓе кои што имаат потешкоти, кои што се блокирани, кои што чувствуваат дека не им била добра годината, треба да се надеваат со роден денот дека ќе дојде нов космички период, нова опција. Затоа тоа е голема надеж. Но воедно, психолошки и новата година е надеж. Но само психолошки. И второ, трето, периодот на раѓањето на Спасителот Исус Христос. Тоа не е мала работа, иако нас не гледаат и луѓе од друга вероисповед, тие да си слават тогаш кога им е нивниот период, да си го бележат од духовна гледна точка. Значи, тоа е значено духовно. Без разлика. Дали луѓето што се верници на пророкот Мухавет, дали на Кришна, дали на Џајна, дали на Буда, дали евреите кои си веруваат на свој начин, во Мојсие. Секој кој што си верува, треба да верува низ призма на љубовта, на позитивноста, на светлината и на чувството дека ќе биде подобро. Од која гледна точка? Од духовна гледна точка. Нова година. Треба да се надевам, треба да верувам. Од која гледна точка? Од психолошка гледна точка. И роден денот од космичка гледна точка. И затоа јас надежта во подобро утре ја ставив, иако ако ме прашате вие мене најлогички, најреално, ја да пристапам дали имам надеж, и јас тука пак ќе ги поставам трите нивоа. Општество, семејство и личност. Во две од нив имам надеж, во едната ќе се размислам дали имам надеж. Бидејќи нештата не зависат толку од мене. Така и нашиве почитувани гледачи. Тоа што зависи од нив, да го направат. Затоа ние завршивме со слобода избор. Да го направат изборот, еве имаат уште малку од 2016, да го градат слободниот дух, да се градат себе си, да работат на тие точки кои што ги асоцииравме, но и да се подготват за новите точки. Новите точки се во корелација со транзитот на планетата Јупитер во знакот на Вага. И не случајно се од мене изнајдени и пласирани. За овие од 2016 пишува во оваа книга Заштита од злото и негативните вибрации. Тука се детално образложени. Но еве, ќе продолжиме и со наредните точки, за да не ја ширам темата надеж во подобро утре. Таа е голема тема, може во некоја наредна емисија подетално ќе ја елаборираме, но навистина е битна надежта, затоа што на крајот во Пандорината кутија единствено останала надежта. Сите зла, сите негативности, сите болки, сите страдања излегле затоа што Пандора била малку наивна, кога ја наредиле да не отвора кутијата, таа заради љубопитност ја отворила и на крај кога останало нешто на дното на кутијата, останала надежта. Значи, колку и да се болките, колку и да се страдањата, колку и да е мачнината присутна, на крај имаме надежта. Во што? Дека ќе ја победиме и болката, и страдањето, и тешкотијата. Дали идеално? Нема да ја победиме идеално. Животот е таков. Постои темнината, постојат и ограничувањата, постојат и искушенијата. Но постои надежта дека ќе победам, дека ќе се искачам до врвот на планината. Но кога ќе се искачам, треба да имам подготвен да се симнам. Но ако се симнам, не значи дека повторно нема да се искачам. Тоа е темпото на животот, на крајот на краиштата и апсурдот на животот. Нема статични ситуации, се е вечно движење, се е вечно менување. Најклучното е менување на себе си во позитивна насака, градење на сопствената свесност,
пронаоѓање на убавите моменти, радување на убавите вибрации, споделување на тоа што е убаво хармонично во нас, за да се зајакнеме. За да утре кога ќе дојдат лошите ветришта, имаме некоја подлога. Имаме барем сентимент дека било и убаво. И тој сентимент да не крепи, затоа што ни дава сила дека ако еднаш било убаво, утре ќе биде повторно убаво. Откако нели лошите ветришта ќе поминат. А и било кој ветар да е, тој еден ден ќе помине. Затоа што е кажано. Се си има свој почеток, се си има свој крај. Значи, доброто чувство, добриот момент, радоста, задоволството. Сето тоа си има свој крај. Сето тоа ќе помине. Болката, ограничувањата, тагата, мачнината, исто така си има свој крај и таа ќе помине. Значи, се во животот поминува. Но доаѓа новиот циклус дава нова енергија, таа нова енергија треба да биде продвижена од надежта и со надежта ние да ги вкусиме и убавите нешта во животот. Кон какви вредности се стремиме злуки во животот и како да ги препознаеме вистинските вредности? Следниот клучен момент за кој што вие треба да ни позборувате. Драга колешке, ние претходната недела требаше да правиме емисија во која темата требаше да биде кон какви вредности се движиме. Но заради објективни причини и вие не бевте добра со здравието и јас имав некои смртни случаи во семејството кои што и мене така ми влијаја, што се случија така како што се случија и ние не ја направивме таа тема. Но таа тема ќе оставиме за некоја наредна емисија. Во случајот ќе поговориме за вредностите. Зашто? Затоа што ние на вистина како да имаме проблем со вредностите. Никако да не сакаме да ги препознаеме вредностите. А тоа е едно од лучните начала за 2017. Ќе направиме детална тема кај сме со вредностите и зашто не препознаваме и кон какви вредности се движиме. Но овој пат само накратко. Значи, треба само да застанеме и да видиме што е вредно во нашиот живот. Нели претходно зборувавме, доволно беа црнилата. Црнилата сакаш не ќе тие се околу тебе. Немој скроз да ги избегнеш. Јас сакам само да не ми отежнуваат, не сакам да ми помагаат. Во која смисла? Па не сакам да ми помага, не знам што да ми дава боци со кислород. Сакам да не ми отежнува, да ми го загадува воздухот. Ама ја не можам да се надевам дека нема да ми го загадува воздухот. Веќе на некој нешто друго го интересира, не го интересира здравје на нација. Второ, не сакам да ми помага материјално, било кој, туку сакам да не ми отежнува. Тоа малку што со труд, со волја ќе го заработиш да некој не ти го туѓува и ред други нешта. Значи ние дојдевме до тој степен да вредностите мора пред се да ги бараме во себе си, надевајќи се дека невредностите нема да ни ги одземат и тие вредности кои што ги имаме. Но имаме некои вредности кои што никој не може да ни ги одземе. А вредности на свест, на совест, на мудрост, на сознание, на добро дело. Дали може да ви го одземе доброто дело? Кој може да ми одземе книгава што сум ја напишал? Таа е напишана, оваа книга е напишана од љубов, од позитивно чувство, од доживеани енергии. Значи, таа е книга која прозрачува. Таа е книга осведочена низ призма на љубовта. Кој мене може да ми одземе љубовта? Па некој ќе рече, ама што љубиш, а што зборуваш, а кој те слуша, па не разбираат, па немаат свест. Ја ќе речам, а зашто да ми ја одземете шансата да се надевам? Па се надевам, денеска ги имам 20-тројца квалитетни гледачи. Утре ќе ги имам 30, па утре 300, па ќе одиме со бројката повисоко и повисоко. Зашто да не се надевам? Дека утре ќе ги имаме поквалитетните, по-самосвесните, поодговорните гледачи. Надежта последна умира. Но надежта е продвижена пред се од вредностите. Секој човек кој што има надеж, тој има надеж дека ќе дојдат вредностите или ќе му бидат препознаени вредностите. Но ако одиме со негација, со отпор, еве сега на пример, зашто да правиме оваа емисија, бидејќи луѓето не препознаваат вредности. Прво, од кај сме сигурни дека не препознаваат? Второ, не треба да ги мериме по мноштвото. И Хераклит има кажано, вели еден ако е најдобар, тој вреди колку 1000. Он ни рекол и 10.000. Еве ја да кажам види. Значи еден е подобар од 10.000. Што ако се 10.000 неосвестени и не разбираат? Еден вреди колку нив. И тоа се докажало, светот го движеле, тој еден поединецот го движел. Спасителот Исус Христос сам влезе во Ерусалим, заедно подосна и со апостолите. Тој имаше идејата, имаше реформаторската етика. Го имаше начелото дека треба да прозрачи со личен пример. Треба да биде осведочен преку чудата, преку воскреснувањето, преку љубовта, преку будењето на надежта.
преку давањето шанса на човештвото, преку создавањето, значи, на едни начала, на едни вредности, кои што ќе бидат како извор присутни, да сите добронамерници од нив се опиваат. На светот не му треба мноштво, му треба поединци, себе развиени, себе воздигнати, себе осмислени. Му треба вредност. Да не ви раскажувам и за ред други поединци полни со вредности. Тоа ќе го направиме у таа наредна емисија некоја, која ќе дискутираме. А воедно и кога ќе ми биде гостин отец Ивица Тодоров, со кого правиме прекрасни емисии и со кого секако и ќе поразговараме и за вредностите. Но сакам само со ова да завршам. Препознавање на вредности. Нека застанат нашите почитувани гледачи, нека речат, што е вредно сега во моментов во мојот живот? Што е тоа што е вредно околу мене во мојот живот? Што е тоа што треба да го барам како вредно во мојот живот? Значи, мора да размислуваат за вредности. Секако ги има вредностите. Ако одиме само со невредности, останавме на тоа ниво на невредности. Мораме да научиме да препознаваме вредности. Тоа подразбира секој осведочен поединец од нашето општество, секој кој што зрачи со пример, секој кој што има интелект, секој кој што има дух, секој кој што има морал, секој кој што има светлина во себе си. Тој е добар и за нас сите останати. Затоа што тој носи вредности. И ние треба да се гордееме со луѓето на вредноста. Дали е тој спортист, дали е политичар, дали е економист, дали е филозоф, дали е писател, тоа е вредност. Или ние сакаме се да негираме, се да критикуваме, да не препознаваме вредности, се да отфрламе и да живееме у тотална невредност. Тотална изопаченост на духот. Дали тоа треба да не биде опцијата во 2017? Не, препознавање на вредности, тоа е клучно начало. Следното нешто што ќе зборувате на Зуки за позитивни вибрации, оние вибрации кои што можат да ни го разубават животот. Така е. Значи, претходната година, нели, асоцирав, односно се уште актуелната година, за енергетските вибрации. Значи, енергетската вибрација да ја размислиш, да видиш. Сега мораме да размислуваме за позитивните вибрации и гледате не случајно нашата емисија се вика позитивни вибрации. Ние ако ставивме негативни вибрации, поише гледачи ќе имавме. Ама ние се определивме за позитивни вибрации. Значи, позитивната вибрација во себе. Као што зборувавме. Значи, најди го протокот, најди го релејот, најди го биополето што те осмислува, што ти буди позитивна вибрација, кој те отвара. Планина ли е, река ли е, читање книга ли е, однос со некоја личност, креативно действување, создавање на некоја добродетел, позитивна вибрација. Човекот не може да живее сам, него му требаат луѓе со позитивна вибрација. Замислете ако мноштвото од луѓето се со позитивната вибрација, ако не ги гледаме тажни, изместени, депресивни, меланхолични, несреќни, тогаш и ние ќе бидеме по таа вибрација. И сега, ако анализираме, ние не сме да се фалиме. Треба да се кудиме. Видите колкав е нашиот стандард, колку сме конкурентни, со каков личен доход, со какви финансиски средства можеме да пропатуваме, што се вели да отидеме некаде, да посетиме некои дестинации или да се опиваме од културни манифестации или било што да се овозможиме. Значи, ние не сме баш во сејната ситуација. Може би заради одредена негативна вибрација. Но тоа не значи дека ние не треба да бараме позитивната вибрација. Позитивната вибрација, замислете, ја нашол и Солженицин во советските гулази, во Сибир, каде што бил заточеник. Од другата страна ја нашол и докторот Франкл, Виктор Франкл, кој што бил заточеник во Аушвиц, во тие таму концентрациони логари од страна на нацистите. Тој тамо наоѓал позитивна вибрација со некој пријател, со нешто што му се случувало, со некоја размисла, со некоја заштита, со тоа што го задржал моралот, со тоа што не потлекнал. И на крај создале дела. И Солженицин напиша книга за сите тие негови животни искуства во гулазите и Франкл, невропсихијатор од Виена, напиша книга во потрага по смислата. Тој во едни такви нечовечки услови ја бараше смислата. Истото Достоевски тоа го има анализирано во голем дел од своите романи. Во најтрагичните, најтешките услови, човекот мора да бара смислата, човекот мора да има надежда, човекот мора да се крепи од позитивната вибрација. Најтешките. Надворешно општествени околности. Најтешките, знаете ли кои би се? Војната, сиромаштијата, епидемиите, масовното производство на страв, на несигурност и така натака. Значи најтешки. А се ние навидум живееме некоја слобода.
Навидум имаме опцијата да направиме избор. Навидум можеме да определиме својата животна патека и ние не се определуваме за позитивната вибрација, ние остануваме негативната вибрација. А ја ви ги кажав најтешките животни околности. Во најтешките животни околности некои луѓе обстојувале со надежта, со смислата, со волјата, со позитивната вибрација. Се осведочиле. Ни Виктор Франкл не поттекнал да биде кодаш. Не одел кон тоа нечовечко однесување, ни Солженицин, не само тие. Еден Ганди, па страдал, одел, држал штрајкови со глад, па имал една идеја за независност на својата држава, да прогура преку теорија на ненасилство, па обстоил. Еден доктор Алберт Швајцер отишол во Габон, што се вели, кај што французите имале колонија, па таму отворил болници, отворил можност сиротите африканчиња да си се излекуваат, да бидат исцелувани, им дадол љубов, им дадол внимание. Он животот го осмислил, му дал темел, му дал верба. Човекот завршил 4 докторати имал завршено. Докторирал и музика, и филозофија, и медицина. Меѓу другото, бил човекот на духот. Зашто? Затоа што бил воден од смислата. Сега, затоа ви асоцирам, тоа е позитивна вибрација. Сега се тие големи крупни работи, не можеме сите гај крупни работи да ги направиме. Но можеме, како што реков, малечките да со голема љубов. Тој мајка Тереза го има кажано и асоцирано и пропагирано. Значи, зборот ми е позитивна вибрација. 2017 со позитивна вибрација. Во некој домен кој што ни е дофатлив. Не можеме во се заради луѓе кои што се полни со негативна вибрација. Светиот Климент Охридски има кажано: тргај се од злото и тај кон доброто. Тргај се од негативната вибрација и тај кон позитивната вибрација. Нека биде ова почеток за 2017 и не да ги забораваме овие работи. Постојано да ни текнува, да ги осмислуваме, да не потлекнуваме. Затоа што то прва вие се ќе прочитате и други клучни зборови, големи задачи се пред нас. Во една неизвестна ситуација сме и мораме некако да бараме надеж, да бараме спас, да видиме што ќе се случи. И ако не се имаме себе си, не се крепиме, а зависиме од надворешно, шансите максимално ни се смалуваат. Зоки, малите радости се плод на мигот. Колку мигот всушност е битен во животот на секој човек? Па, драга колешка, еве сега ние овде зборуваме за големи домени, како што е позитивната вибрација. Тоа сепак е голем домен, да задржиш таа позитивна вибрација. Не може секојаш да задржиш. Нешто ќе те измести. Не може секојаш да бидеш опуштен. Нешто ќе ти создаде еден вид на притисок, на тензија. Но можеш да го користиш мигот. Мигот е наш домен. Сега ние нели имаме еден миг, па раскажуваме овде, па асоцираме на вредности, можеме да се присетиме на мигови поминати со наши блиски, можеби на мигови кои биле присутни со луѓето кои што го напуштиле овој свет. Можеби мигови како надеж, како визија на нештото што ќе следат. Значи, човекот го определува мигот на позитивната вибрација, мигот на присетувањето на она што е убаво. А можеме ли да идеме кон мигот на неубавото? Можеме. Можеме ли да се товариме себе си со 1001 работа, кој што не ни успеал или некој ни напакостил? Можеме. Треба да го бараме мигот. Мигот ги крепи целината. Повеќе непрекинати мигови ја создаваат целината. Ама целината како целината не постои. Општоста не можеме ние да ставиме во категорија. Ниту општеството можеме да го истретираме со една формулација на некоја парадигма или можеби на некоја аксиома. Не можеш ти тие нешто да ги пресметаш. Не можеш да ги екзактно прикажеш. Можеш да го прикажеш мигот. Мигот е чувство, мигот е занес, мигот е импулс. Мораме да идеме кон тие категории. Миг на љубов, миг на насмевка, миг на добро дело, миг на движење, миг на споделување, миг на следење, нешто убаво. Миг. Па еден миг, па втор, па трет, па денеска во текот на денот неколку убави мигови. Па тие мигови ми даваат сила за наредниот ден да направам нови мигови, па да се определам за она што е афирмативно, позитивно и животот да тече како мигови. Некој ужива правејќи, готвејќи одредено јадење, како што јас се подготвувам и тука на нашите блиски соработници им кажав еден специјалитет што го спремам за нова година со телешко, она што се вели јунешко и свинско, со разни таму што се вели мируди и додатоци. Значи, тој е миг, ја ќе уживам во тој миг додека подготвувам јадењето. Дали тој е убав прекрасен миг? Па да, некој друг наш почитуван гледач во подготвувањето на своето умилено јадење. Зашто? Зашто го внесува вкусот на љубовта. Затоа што тој миг е продвижен од љубовта.
Секој миг кој што е продвижен од љубовта е прекрасен миг. Па макар качување на една висока планина, ама ти оди со љубов кон планината, ти не ја освојуваш, ти ја уживаш планината. Миг на возење велосипед, миг на убаво читање на книга, миг на следење телевизиска емисија, миг на убав еден разговор, миг на нешто што го решуваш како проблем, миг на нешто што поправаш, тоа зен будизмот вели, уживај го мигот, поправањето на моторот, вели, гледањето на цвеќето, вкусувањето на умиленото јадење, ритуалното пиење на чајот, мигот на чајот, опуштено, релаксирачко. Колку ние имаме мигови, фактички, кои што можеме да ги осведочиме на позитивен начин. Па немаме затоа што сме токсицирани, затоа што сме трупани, затоа што ми е страв да пуштам некои вести, затоа што гледам политички дебати едно те исто ми вртат милиони и еден пат. Затоа што не можеш да го фатиш мигот и мораш да бегаш. Јас кажав предходната година, некои нешта да видам што ќе се случат, може да тотално не гледам веќе вести и не следам политички дебати. Тотално ќе ги отврлам. Ќе се фатам за други мигови, еве сега ја пишувам книгата за љубовта. Па се надевам че излезе за сајмот на книгата. Па тој миг ме крепи, ама не можеш лесно да постигнеш. Некои други ситуации те одвлекуваат. Животот не дава само убави мигови. Дава и некоја тага, дава ете губиток на блиски личности кои оставиле пример, кои осведочиле со својот хуманитет. И баш прекрасните луѓе гледате оваа 2016 година како да не напуштија. И во светски рамки, и овде кај нас, и насекаде. Значи, чудна специфична ситуација, како тоа можеше да се случи. Но тоа се случи. Но остануваат дивните дела, остануваат дивните мигови споделени со нас, или како патокас, како ние треба да действуваме. Инаку, драга колешке, ќе се претопиме, ќе ги немаме дури ни миговите. И замислете за целината да зборуваме. Колку е таа далечна. Ние овој пат зборуваме за едни мигови. И ако ги изгубиме миговите, и ако заврши оваа 2017 што следи, па дај Боже да бидеме живи и здрави и нашиве почитувани гледачи, па да поразговараме за тие некои малку мигови што сме ги имале. Па тоа е поразително. Ако се крепиме со некои си мигови, ама тоа ни остана. Немаме друга опција, туку само миговите да ги градиме и да ги препознаеме и така да ги усовршуваме, бидејќи нели после миговите следи тоа второто што треба да го кажете. Да, следното ништо за кое што ќе зборувате, Зуки, е делата. Колку ние се трудиме да оставиме зад себе дела, добри се разбира пред се. Па видете, делата се најбитните и без делата ништо не вреди. Фактички се би било на мисли, зборови, ако ги немаме делата. И мислам дека делата треба да ги побараме во себе, но и надвор од себе. Значи, доволно беа зборови, доволно беа намисли, треба да видиме дела. Кога го зборувам во трите категории. Општество, семејство и личност. И во релација со одредена личност да видиме дела. И во поглед на семејството што се случува да видиме дела. И во поглед на општеството кон што не движи да видиме дела. Мисли ли ова општество да работи со дела? Или мисли само да се занимава со зборови? Значи, делата се клучен аспект. Треба да ги бараме од другите, треба да ги бараме од себе си. На крајот на 2017, да кажеме какво дело сме направиле. Ќе ме прашате, може јас какви дела имам на вид да направам за 2017, но еве, секој од нашите почитувани гледачи, нека каже какво дело планира да направи. Никој од него не бара 10 дела. Никој не бара 5 дела. Нека направи 1 до 2 дела. Како за почеток. Тој ќе направи повеќе, но да не се товари. Да рече ова дело. Некој наш студент не гледа. Дело да абсолвира. Да го заврши студирањето. Може би да се запише на постдипломски. Некој сака работа. Дело дека ќе се вработи, ќе биде задоволен од работата. Некој дело, финансиски се подобри, да му тргнат работите. Некој стамбен простор. Па човекот да се почувствува сигурен да се обезбеди дело на стамбен простор. Некој во љубовта, па да се развива емоцијата, па да ја најде вистинската личност или со таа со кое да има дела, нека има плод од таа љубов, нека има новороденче, нека има некое задоволство, нека има било што, да видат дела луѓето. Луѓето 25 години се занимаваат со се и се што, а најмалку гледаат дела. Или тие гледаат можеби повеќе недела. Треба да се занимаваме со афирмативно, со позитивно. Или имаме намера со тоа да се занимаваме или да дигнеме раце. Јас нели претходната година се откажав од зборење за етика. Јавно се откажав. Како што да работиве и со нашиот режисер се договорив, може и тоа ДР ќе го извадам од моето име и презиме. Во таа насока се движам. Јавно овде ќе го извадам, сега уште малку нека седи, бидејќи не вреди.
какви се експерти, какви се универзитетски професори, какви се не знам какви стручњаци аналитичари, па веќе и ДР да си испадна страшно и поразително. Ама еве сега ќе ви кажам во тој контекст. Јас бев пред 3 недели од прилика на одбрана на докторска дисертација на правниот факултет и бев максимално позитивно, што се вели, задоволен или усреќен, да не речам изненаден. Туку баш исполнет со тоа што го видов. Прекрасна личност, со прекрасно знаење, со прекрасна елаборација, со таков капацитет, со таква харизма, со такво познавање на материја, да и, што се вели, комисијата од угледни професори одадоа високо признание и рекоа ваква личност штета што не предава на универзитетот. А таа личност на времето прва била првенец на генерација на економскиот факултет. Било со највисоки оценки. И тогаш еден млад политичар се одлучил, кој станал министер, токму тие најдобрите студенти да ги земе во неговата екипа и не погрешил, и така нештата течеа, и така таа личност полека се пробиваше. Затоа што тој тогаш имал некоја визија, па работел во таа насока да го присобере квалитетот. А после што се случи со тој министер, а потоа нешто друго, па поинаква екипа што направи, што отиде кон некои други состојби, тоа е за поинаква анализа. Но сакам да речам, препознавање на вредност и создавање дела. Секој од нас да препознае вредност, јас ако сум менаџер, ќе ја препознам вредноста на соработникот, ќе ја препознам вредноста на работникот. Како можам да препознам или да изберам некој неспособен, некадарен? Тој каде ќе ми однесе компанијата? Значи морам да препознам вредност на основа на делата, што тој ги прави. Еве една личност која што била првенец на генерација, која што брани докторат, која прикажала дела, која се истакнала со капацитетот, која прозрачила со примерот. Зашто таа не предава на факултетите? Што мислите вие? Што е клучно за да предаваш? Каде ни се нас делата? Каде ни е нас вредноста? Каде ни е нас одговорноста? Па не треба да предаваше, треба да предава. Зашто? Заради осведочени дела. Овие, пак ќе ви кажам, тие се дела, трудови, изнајдени, напишани. Тоа секој може да ги елаборира, да ги преиспите, да види со каков квалитет се. Ова што го зборуваме е директно искажано. Или ние правиме докторати што ќе ги фатат прашини. Или ние браниме докторати кај што има двајца без тројца и кај што ќе се иштанца и ќе се помине. И после велите, супер што сум доктор. Па да, некој, има луѓе квалитетни, има способни, има елоквентни, ама има и луѓе туку така пројдени. И за жал, може би туку така пројдени, утре ќе го видиме, се кити со титулата универзитетски професор. Може би се кити, не знам во кој каков универзитет или не знам кој каков факултет. Ама ние зборуваме за вредности, ние зборуваме за дела. Затоа ви го дадов сега примерот каде што ја присуствав на таа одбрана и кај што се осведочив со еден висок квалитет, и тоа е штета за едно општество. Најквалитетното, највредното, најдоблесното да го нема местото да прозрачи со делата. Со тие дела со кои ќе прозрачи, ќе остави, што се вели, вредност за да сите наредни генерации имаат што да научат. Ние ако одиме со полувредности, ако одиме со полуквалитет, ако одиме со полуедуцираност, какви ќе имаме ние наредни поколенија? Полувредни, полуедуцирани со полукапацитет. Како што е тоа надвор од мене, тоа е така и длабоко во мене. Така што нештата се јасни. Испадна дека треба да стравуваме од петата категорија, што вие ќе ја кажете. А која испадна дека е најклучна во ова денешно време, но сакав еве и тоа да го кажам, дека во животот мора да ги подигаме вредностите на луѓето кои што тоа го заслужиле. Јас присуствував на докторатот, јас ја подигам вредноста на таа личност. Зашто таму сум видел прекрасно излагање со висок капацитет. Јас само можам да бидам тажен, зашто таквата личност не предава на универзитетот. Само тоа можам да речам како можеше ова наше општество такви нешта да пропушта. За разлика од врвни универзитети во Германија, во Франција, да не зборувам во Британија, каде што се грабаат за високо квалитетниот кадар, каде што професорот остава свој наследник, тој не го остава најпросечниот, тој го остава најквалитетниот. И за тој најквалитетниот пишува писмо. И тоа писмо го праќа во ректорат, во деканат, го праќа на институт. И таму образложено тој кандидат заради што е негов наследник и што се исполнува дека тој треба да ја преземе катедрата. Но на крај тие таму ќе речат на чело со деканот: оди барај согласност. Барај согласност
Па ако ти овозможат, ќе дојдеш и го преземеш местото од професорот. И сега ти од кого тамо треба да бараш согласност? Од кои се тие двајца, тројца што одлучуваат? Тие се академски образовани личности или се подковани или ја познаваат материјата. И тие треба да ти дадат согласност на основа на научничката квалификација или на основа на тоа со црвените бои или не знам со какви бои. Тоа е, драга колешке, за жал. Така е. Немаме дела, немаме препознавање на вредности, но барем ќе се занимаваме со наредната категорија што ќе кажете. Па да, убаво кажавте дека најважниот клучен момент за она што вие го зборувавте и ќе го завршиме е здравјето. Тоа е најголемото богатство на секој човек, но колку ние умееме да се грижиме за него. Па, драга колешке, прекратко ни е времето, ова е за цела емисија здравјето. За цела емисија. Јас искористив шанса малку да кажам во контекст на тоа детоксицирање колку нам ни е загрозено здравјето. И колку ние стравуваме за здравјето, а не треба да стравуваме, ќе станеме хипохондри. Но испадна дека ние, не дај Боже, да дојдеме во 3 категории. Да зависиме од судии, да зависиме од доктори и да зависиме од политичари. До тој степен ние дојдовме. Да не знаеме што да очекуваме. Знаете ова ние кога го зборувавме? Пред 15 години. Така е. Од 12 до 15 години тој период зборувавме. Не само сега. Тогаш уште кажавме. Се само да не дедеш во таа категорија да зависиш од тамо. Има и честни, има и доблесни, има и одговорни. Има кои што се сакаат професијата. Но сепак остана стравот да не дојдеме да ни се одлучува во судбината од овие 3 категории. За жал, здравјето стана најскапоценото нешто. Ние мораме од 2017 да го ставиме на пиедесталот. Здравјето. Ако го изгубиме здравјето, ако го изгубиме менталната сила, ако се изгубиме себе си, ако ни опадне имунитетот, ако чувствуваме дека на тој план сме слаби, како ние во се ова друго ќе постигнеме? И затоа мора да го крепиме здравјето, но најмногу да крепиме својата ментална сила. Или да се грижиме, што се вели, за својот дух. Затоа што од силниот дух зависи здравото тело. Од здрав дух, знаете, доаѓа здравото тело. Но да видиме што следно, па и да превршувам. Па јас при да ја удевам емисијата, оваа прекрасна емисија и вашето секогаш преубаво излагање, би ве запрашала каква би беше вам 2016 година? Па, драга колешке, искрено не ми беше лоша. Еве, нели, ја извадив оваа книга Заштита од злото и негативните вибрации. Оваа книга Моктан умот, моктан на срцето претходната година допечатив 1000 примероци, претходно беше скроз продадена, значи одлично помина Моктан умот, моктан на срцето. Ова астролошки патоказ веќе сум пред крај, дали 20 на книги имам од незе. Оваа книга Судбината етиката исто така е, дали имам и таа 20-тина. Значи, од тие книги толку веќе морам да препечатувам, ама ве пишувам нова, но сум презадоволен од аспект на читањето на мојава последна книга Заштита од злото и негативните вибрации, бидејќи е практична и асоцирана вредности. Ја има, ете, како што прикажа режисерот, не е скапа книгата по она што го нуди. Моите книги не се такви да се со деградирачки цени, ама не се ни со прескапи. Се со квалитет кој што се проверува, се чита и се надградува и се усавршува. Така што и ова сега што го пишувам ќе биде во таа насока, но од таа гледна точка сум задоволен. Работев на овие точки што ви ги кажав за 2016. Сите тие точки гледав да ги имплементирам во себе си. И опуштеноста, и детоксикацијата, и фокусот кон себе си. Мислам дека успеав. Сега што се случи во декември некои такви ситуации во фамилијата, почина мој вујко, прекрасен човек со столб на семејството, кој што многу се грижеше, уште на времето имаше останато без татко, но ја презема цела одговорност за целата фамилија и остави безпрекорни дела, но тоа што се случи во декември се случи. Исто така почина една моја драга другарка, со која правевме мисии пред 25 години, позната радиоводителка, прекрасна личност, многу хумана, ангажирана за семејство, која ме сметаше како брат, а имаше 2 сестри, и која исто така со својата прерана смрт ме погоди. Но тоа е животот, тоа е се ситуациите, не можеме да речеме дека за се ќе знаеме кога што ќе следи. Но ние сме за животот, ние сме за мигот. Затоа еве ги спомнувам тие 2 прекрасни личности кои што оставија огромен белег. Но ќе спомнам и тоа дека во животот ние мораме да го крепиме животот. Најглавно е
да имаме дела, да имаме кон што да се насочиме. Јас верувам во 2017 дека посебно околу сајмот на книгата ќе излезе таа моја најнова книга посветена на љубовта, и тука ќе ги истерам работите. Се надевам нема да има трагични нешта, се надевам нема да има нешта во нашето општество кои што сите нас ќе не растажат. Туку ќе има пострекни поединци, поисполнети, похармонизирани. И ако ме прашате за моите настапи во медиумите околу Нова година, можам и за тоа да ви кажам. Да, ќе ве прашам секако, Зуки, но какви се вашите очекувања и надежта во 2017 година? Како вие ја гледате наредната година? Искрено ви кажам, имав јас некои очекување за 2016, малку пошироко. Нештата не се решени до крај. Ќе видиме што ќе биде со 2017, дали ќе се решат, во кој правец ќе се решат. Јас сум секогаш луѓето да бидат со позитивната вибрација, да не наседнуваат на негативците, на луѓето што плашат, луѓето што прават тензија. Тие се така скроени со негативна енергија. Ние мораме да се определиме за позитивно афирмативната енергија. И тоа е мојата порака за сите наши почитувани гледачи, позитивниот пристап, позитивниот избор и надежта дека ќе биде подобро. Но еве ајде да кажам сега кај сум по медиумиве, на многу медиуми ќе бидам присутен, бидејќи многу ми напрашуваат, сакаат да ме следат. Гостував на Телма, направив 2 прекрасни емисии. Тие 2 емисии, во кои што едната е и за зодијачките знаци во 2017, ќе бидат репризирани после Нова година. Точно не знам кога. Потоа во саботан во 14 часот и 5 минути на Радио Слободна Македонија, во мојата редовна емисија Тригон, имам астролошки анализи за 2017 година. Тоа може да го следат. Потоа во вторник, одма после Нова година, во ноќната програма на Македонската радио, стандардно веќе 19 години, веќе и влегуваме во 20-та година, на изработување емисии во насока на филозофија, духовен развој, позитивен пристап. Значи може да ја следат ноќната програма од 22:35 часот во вторник. Во среда наутре веќе сум во МТВ, во утринската програма околу 8:30 часот, ќе зборуваме за позитивните вредности. Па потоа некаде после 15 јануари продолжувам со соработка со 24 вести, телевизија 24 вести, и таму ќе направиме. Со Телма продолжува исто така соработката. Така што емисиите се тука пред нас. Ќе видиме некои други активности, ангажмани што ќе ги имам во насока на нашите почитувани гледачи или слушатели, за се ќе ви информирам. Значи, по мене, тие се начелата, тие се вредностите, луѓето нека си се определат да следат и еве да им изразам најубави желби на нашите почитувани гледачи. Среќна нова 2017 година што ќе следи. Само мир, само здравје, само уравнотеженост. Посакајте си добро на себе си, посакајте им на блиските, посакајте и нова наша држава, бидејќи ние сите се крепиме преку трите свети вредности: личност, семејство и општество. На сите да не биде добро и до година да немаме блокади, да немаме чувство дека можеби ни отишла годината, туку напротив, да бидеме горди и задоволни затоа што сме биле во една година со високи дострели, со високи резултати. Зуке, ви благодарам на оваа прекрасна емисија последна во оваа година. Јас ќе ви посакам се најубаво во новата година, со жилби за многу здравје, среќа, успех, како и што досега впрочем го имавте. Благодарам. Почитувани гледачи, ја следевте оваа последна емисија Позитивни вибрации. Се надевам дека уживавте во оваа прекрасна емисија. Доколку не следевте, можете репризното издание да го следите утре во 15 часот и 30 минути. Сите претходни се разбира на социјалната мрежа YouTube и Facebook. Почитувани гледачи, во наредната 2017 година ви посакувам пред се добро здравје, изобилство на среќа, љубов и хармонија. Останете со добро здравје и се гледаме наредната 2017 година. Довидување и пријатно!